Ајде сега утрински разговори во Добро утро секое утро. Јас ке им посекам на мојата колешка Суза и на нашиот гостин Дино Николич. Колку е важна исхраната во зимскиот период кога сме ограничено активни. Тоа ќе ни биде темата и добре дојде на нели за сите кои не сме толку многу активни, што е она што треба повеќе да дознаеме, Сузе. Да, ти благодарам многу, поздрав до тебе, до гледачите. Да, не само во зимскиот период кога сме ограничено активни, туку нашиот гостин Дино Николич, сертифициран нутриционист, здравствен и фитнес тренер, ќе ни помогне да научиме, ако се може вака во 20 на минути, да научиме кои се првите работи кои треба да ги промениме во нашиот животен стил. Дино, добре ни дојде. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Задоволство ми е што сум тука. Многу интересно нешто како концепт го имаат повеќето луѓе во однос на физичката активност и на исхраната. И би сакал за тоа малце да обрнеме еден момент, затоа што мислам дека во нашата култура е тоа вбризгано и е погрешно сватено. Имено станува збор за идејата дека потребна е физичка активност, нели за да не се здебелиме од храната. Меѓутоа дебелењето доаѓа од храната и слабењето може да дојде со храната. Значи физичката активност може да ни помогне пример да ослабеме, меѓутоа примарниот двигател на слабење и дебелење е начинот на исхрана. Физичката активност не е само метод за трошење калории како што се гледа, нажалост. Добро. Значи треба да промениме нешто во она што јадеме, така нели? Да, или да научиме на колку часа треба да јадеме. Да, така е. Со ова не сакам да кажам дека физичката активност е неважна, таа е еднакво моќна колку што исхраната би рекол, меѓутоа не е замена за лоша исхрана. Луѓето многу пати викаат ќе зедам сега торта, ќе испијам сок и така натаму, ќе го истрчам. Да, или ќе го истрчам, значи ќе одам ќе ги согорам. Меѓутоа, она што е една заблуда е дека вие можете да ги истопите калориите од лошата храна. Да, можете да ги стопите. Меѓутоа, ефектот не се топи. Затоа што ефектот е хормонален. Тоа го качува хормонот инсулин. Со тек на време се качува хормонот кортизол. Тие остануваат високи, не одржуваат во состојба на стрес, не одржуваат во состојба на гомилање масти. И после некој време се погледуваме во гледало и како ги качив јас овие килограми. А физичката активност не е таа што ќе ги истопи во присуство на лоша храна. Так. Сега не знам дали денеска е денот кога ние ќе промениме нечи лоши животни навики или од денеска ќе речеме еве сега слушам, ќе учам и ќе почнам да применувам, но едно е сигурно дека ти во изминативе неколку години промени многу животи. Така нели, благодарение на твоето учење, благодарение на се она кое што го применуваш во пракса и затоа и непрестано добиваш многу убави пораки со благодарност и со споделување на искуства колку животи се смениле и какви лоши навики се отстраниле. Ти си креаторот на Muscultura.mk. Кетокултурата е нешто која што на голема врата ми се чини ти ни ја внесуваш и непрестано не подсетуваш за тоа што значи таа и како истата треба да се применува. Така е, навистина е така. Сиве целиот овој период еве од последното гостување, значи до сега многу промени се случија, многу подобрувања. Сето тоа е плюс големо искуство за мене и уште една потврда за ефективноста на она што го зборувам и она што го работиме со клиентите, затоа што резултатите се примерни. До какви сознанија, до какви откритија дојде ова време? Тоа се многу поединости и многу детали, меѓутоа можам да кажам ова што го зборуваме еве сега е дел од тоа разбирање, затоа што со тек на време со самата работа и наједноставните концепти што сте ги имале, например, што да речеме, еве, знам дека физичката активност е добра, меѓутоа после толку години работа со толку клиенти, толку обуки, толку истражување, читање, учење, уште на подлабоко ниво ја сваќаш важноста на физичката активност или важноста на исхраната. Еве, например, има многу работи што човек може да ги направи во својот живот за значително да ја промени својата состојба. Има конкретни суплементи кои што помагаат за многу работи во организмот. Меѓутоа, физичката активност и исхраната се примарни. Така. Ти непрестано подготвуваш
режим на исхрана на кој се придржуваат многу луѓе и верувам дека непрестано си во контакт со истите. Ми сподели многу прекрасни пораки на луѓе кои имале сериозни здравствени предизвици и колку време од како ќе почне да се применува тој начин на исхрана кој ти го препорачуваш, за колку време се чувствуваат промените? Тоа е многу индивидуално и многу интересно да се наблюдува кај луѓето. Еве едно од тие работи што рековте, од тие сознанија нови, она што јас го видов преку мојата пракса со луѓето, зашто јас не сум лекар, не сум доктор, не заменувам доктор. Луѓето треба да се видат во контакт со своите лекари и така натаму, значи тоа секако. Меѓутоа, она што јас го увидов е дека многу медицински состојби кои што настануваат и се третираат со разни препарати и така натаму, всушност настануваат од начинот на живот. Последица. Тоа е последицата од нездравиот начин на живот. Така. Затоа имаш едно големо признание од еден доктор кој лекува сериозни онколошки заболувања, така нели? Да. Што вели тој? Да, тој е клиент кај мене на програма, е веќе неколку месеци. Хирург е човекот и вели многу придобивки има. Вика, јас вака не сум се чувствувал никогаш во животот, волку енергично, спокојно, претходно бил лесно се нервирал и така. Вика, можев да бидам смирен само за на операција, кога немав избор, каде што мораш, да, иначе во другите сегменти во животот лесно се вознемирав, сега не е тоа случај и вели, ова што го правиш ти, вика, ти си поважен од мене. Викам, како тоа? Па јас доаѓам на крајот, вика, кога се станало погрешно. Кога се закомплицирало. Да. А ти си, вика, вистинската превентива. За да не дојде до тоа заради кое треба после да се врши голема интервенција. Да, има во тоа логика и добро е што го признал некој човек со таква сериозна професија. Да, навистина. Човек кој што сепак спасува живот, иако вели дека е тоа на крајот, но некогаш има и добар исход кога станува збор за комплицирано здравје кое потоа некој треба да го оправа. Но за да не се закомплицира нашето здравје, затоа и често пати ние каниме луѓе од типот на Дино, луѓе кои што се занимаваат со промена на нашиот животен стил. Ти редовно на твојата страна непрестано споделуваш и туги искуства и со тоа и мотивираш. Колку се луѓето скептични за да почнат? Најтешка е промената, дури ми се чини за многумина и болна промената, да се откажеме од нешто во животот и да почнеме да го слушаме Дино во случајов. Да, вистина. Колку е болна промената? Јас би рекол, болна е помислата на промена на статусот кво. Да речеме да треба да се откажам од благо, да треба да се откажам од кафе. Од што друго се треба да се откажат луѓето? Па видите, од кафе не треба да се откажат, треба да се откажат од прекумерно пиење кафе. Од благо исто не мора да се откажат, меѓутоа ако го заменат стандардното благо, да, со вистински здрави рецепти кои што за среќа постојат и ние ги применуваме, каде што имате разни колачи, сладки бомбици, торти кои што се направени од здрави намирници кои што имаат прекрасен вкус. Значи не се ништо помалку добри од обичните работи што може да ги купиме во една сладкара. Промените што се случуваат, значи многу е важно човек прво да ја има целта да направи нешто. Сега после целта доаѓа вербата дека може да направи нешто. Бидејќи јас се спомнам дека јас мислам дека повеќето луѓе, 99% од луѓето имаат цел да им биде подобро во животот и на себе и на своите блиски и дека секој сака да биде подобро. Меѓутоа средствата како тоа го постигнува, тоа е она што ја прави разликата. Многу луѓе велат вака. Па добро, јас душа сум и јас, сакам да се напијам и ќе се напијам литро газиран сок, кој што има кофеин, има вештачка боја, има карамела, синтетички вкус добиен преку базиран на петролеум, карамела боја базирана на петролеум, има вештачки засладувачи, има многу шекер и тој вели јас сакам да се опуштам душичката, да си ја сакам душичката, меѓутоа не се сака душичката на тој начин. Тој не е свесен дека тоа што го прави штети. И не вели, сакам да се опуштам и ќе се напијам алкохол. И ние со алкохол славиме многу работи, додека алкохолот нема физиолошка вредност во организмот. Што ни прави алкохолот? Алкохолот ги уништува клетките.
постепено ги фактички ги на атомско ниво ги распарчува. Создава тој оксидативен стрес, тоа значи дека ја разјадува клетката на атомско ниво, низините органели, значи како што има во организмот органи, така во клетката има органели. Значи има десетици илјади делови во клетката, стотици илјади делови, кои што алкохолот чии атоми ги распарчува фактички. И постепено таа штета се акумулира. Кога настанува штета на структурата, следува штета на функцијата. Функцијата се влошува и тоа се манифестира со замаглено мислење, замаглено размислување, со депресија, анксиозност, нервоза, умор. Иако сме спиеле 8 сати, 9 сати, ние сме повторно уморни, па ни треба кафе, па забораваме. И таму нема разлика, една чашка алкохол или 5 чашки алкохол, така нели? Има, значи има, секако дека има, меѓутоа, она што е интересно е дека и во мали количини, наспроти она што се вели, умала количина алкохолот не е штетен или дури е и корисен, не е корисен воопшто, и во мали количини алкохолот го качува хормонот на стрес, кортизолот. Особено ако е тоа редовно. Значи, дури една чашка да се пие на ден, вие ќе си заработите повисок кортизол. Да, го навикнуваме организмот да биде непрестано под стрес. Дури и таа една чашка која ја пиеме како демек за здравје, за циркулација. Така велат обично. Една чашка алкохол се пиело за циркулација. Да, за циркулација. И вистина е дека може да ја зголеми циркулацијата, меѓутоа тоа се, знаете, една од оние заблуди, бидејќи постојат 200.000 начини како човек да ја заврта циркулацијата на комплетно здрав начин. Јас не велам, не е ова зборување во екстремизам дека човек никогаш не смее да се напие. Зборуваме за 99% од времето, не за 1% или за 10%. Така да, ете, и за празниците, луѓето можеби сакаат да се опуштаат, сакаат да се напијат, да јадат одредена храна која што можеби не е здрава, например благо и така. Тоа не е здраво. Секако не треба да се прави, меѓутоа поголемото прашање е што правиш во другите денови кога не е празник. Да. Сега сме во време на пости. Така, имаме најголемиот пост, 6 недели се пости. Колку се тие пости, ако не се од некого следени, еве да речеме, ако не се во консултација со некој човек кој што би ни дал корисни совети, насоки како треба да се пости, колку се оправдани и каков бенефит ни прават тие нас, или ако не се контролирани, да речеме, можат и да ни наштетат постите. Предпоставувам дека се она што го правиме на своја рака или се она што го правиме чисто колку да го испочитуваме верскиот обичај, можеме и да си наштетиме. Да, јас силно ги поддржувам постите и религиозните пости за нив велам, заради тоа што пред се, според мене, постот представува не само начин како да јадеме, да се лишиме од одредени работи, туку представува еден вид тренинг за тоа како да имаме позитивна мисла, да се воздржиме од негативни мисли, од негативни разговори, коментари и така натаму. Затоа што самиот пост не се работи само за исхрана, туку и за тој духовен дел, кој што е дури и побитен, би рекол, и доколку редовно луѓето постат, редовно ќе се потсеќат и ќе се тренираат да ги практикуваат тие принципи. Постот сам по себе може да биде практикуван и на поздрав начин, и на понездрав начин. Зависи како се јаде и што се јаде. Еве ќе дадам еден пример. Например, значи, се знае што е постно, што не е постно. Меѓутоа, во постната храна имате бадеми, кикирики, путер од кикирики, путер од лешници, тоа е постна храна, и имате бел леп, и тоа е постно. Ако специализирате во бел леп, тоа не е здраво. Тестенините се исто така постни, оризот е исто така посен. Значи, ако јадете многу големи количини на ваква храна, односно на јаглехидрати, тогаш тоа го качува шеќерот во крвта. Кога имаме покачено ниво на шеќер во крвта во моментот, заради тоа што сме јаделе на таков начин пред 2-3 часа, ние доживуваме ефект на оштетување на клетките на сличен принцип како што алкохолот ги оштетува клетките, бидејќи шеќерот во покачено ниво е токсичен за клетките. И затоа луѓето со тек на време, со погрешната исхрана, тоа не се чувствуваат ефектите веднаш, со години се акумулира ефектот и после се случува забрзано старење. После се случуваат одредени ефекти кои што одеднашка настанале. И почнав да заборавам, не памтам добро, или емоциите стануваат несовладливи. И бараме некој препарат за да памтиме подобро. А тоа
тоа е готвено со години наназад, таа состојба. Значи, затоа исхраната е битна, затоа што не може преку еден на ноќ да се елиминираат негативните ефекти. Така е. Колку часа треба да направиме пауза и кој треба да ни биде последниот оброк во еден ден? Тоа многу зависи од целта што ја имате, од вашата состојба. Значи, некои луѓе треба да јадат повеќе пати, некои треба да јадат помалку пати, зависи што сакате да постигнете. Например, ако сакате да постите и да практикувате автофагија, значи имаме говорено за тоа тука во вашата емисија, значи тоа е процес на забрзано регенерирање на организмот, тогаш треба да, пример, да не се јаде ништо. Колку подолго не се јаде ништо, толку подлабока е автофагијата. Се седиш и не се јадеш ништо, например. Да, точно. Го можат ли тоа многу умина? Да. Многу е можно, многу е... Ако се направи на правилен начин и ако си добро адаптиран, може. Јас, например, последен пат правев 4 дена постење без ништо јадење. 4 дена ништо? Ништо, да. А вода? 96 часа вода, да. Вода, да. Вода се пие. А од кои причини 4 дена ти не јадеше ништо? За да постигна максимум ниво на автофагија. Значи, сам максимум. Многу длабоко ниво на автофагија, кое што се постигнува после 48 часа. Тоа беше неверојатно искуство. Јас повремено правам постење, меѓутоа 4 дена јас немам потреба да славеам нешто дополнително и така. Тоа нормално е дека ќе намалиш одреден број на килограми. Јас за 4 дена 2,5 кила намалив. Не ми беше тоа целта, меѓутоа тоа е пропратен ефект, кој што после тоа, ако правилно правиш, можеш да ги качиш на здрав начин. Интересно беше што, значи јас сум адаптиран на тоа и за мене беше прилично лесно да влезам во таков процес, меѓутоа дури и моите размислувања и очекувања тоа ги надмина, затоа што очекував дека ќе бидам повеќе гладен, дека ќе биде малку потешко него што ми беше. Првиот ден, пошто јас практикувам интервално постење, јадев само 2 пати дневно, со 18 часа нејадење, значи период на нејадење. И ми беше лесно да имам и само еден оброк и да немам оброк во денот. Веќе сум адаптиран. Меѓутоа, кога реков, сега ќе правам 4 дена, првиот ден очекував да ми се јави глад, малце се јави на еден момент, исчезна. Вториот ден викам, не, сега ќе биде полош. Ќе биде тешко малце, уште полесно. Третиот ден уште полесно. И чувствуваш дека можеш вечно да си продолжиш така. Да. Иако не треба така, меѓутоа сакам да кажам до неограничено човек да не јаде, меѓутоа тоа беше неверојатно искуство. Да, и во сите култури еве и во алтернативната медицина и во ајурведската медицина велат дека еден ден во неделата треба човек да се исчисти, еден ден 24 часа освен вода ништо да не земе и тоа да го практикува така еднаш седмично доколку може, да го задржи здравото тело, здравиот дух, тоа е здраво велат не само за нашето физичко тело, туку воопшто дино. Кога би имале време, сигурно би говореле уште за многу други нешта, но убаво е вака еве како подсетување од време на време да ни доаѓаш и да не подсетуваш дека можеме се ако сакаме. И ако донесеме одлука, што сакаме, какви промени треба да направиме. Дали сакаме старост со една торба лекови или сакаме старост во која ќе се чувствуваме витално, слободно, да се растеретени од лекови, независно да не одиме со поддршка и така натаму. Се е во нашата глава, така нели? Точно, се почна од нашата глава и после тоа следните чекори се во пракса, така да што мора да се затоа што многу луѓе имаат надеж, имаат верба, меѓутоа ќе влезат во одреден процес каде што нема да добијат резултати, каде што или сами ќе пробаат нешто, нема да им успее, ќе акумулираат разочарување и после самата мислена промена удира во тие разочарувања. И луѓето, значи, уште поголеми мислата депресии, се појавува и веднаш се доживува, се откажува. И затоа многу луѓе остануваат во статус кво, затоа што наишле на разочарување така, како клиентката што ви ја спомнав кога разговаравме, која што имаше синдром на полицистични јајници, значи тоа е состојба која што за жал се повеќе жени ја имаат. Едно од откритијата за кој спомнав, за кој што ме прашавте е тоа дека таа настанува воглавно од инсулинска резистентност. Кога инсулинската резистентност ќе се поправи, се подобруваат и ефектите. Оваа клиентка имала нередовни циклуси, имала периоди каде што и по година дена немала период, немала циклус, а сега има нормален циклус, што за неа беше неверојатно нешто, заради тоа што пробувала секакви терапии, се не можела тоа да го постигне, меѓутоа клучот бил во исхраната, во физичката активност, во животните навики.
Одредени работи што се појавиле како резултат на таа инсулинска резистентност, една форма на преддиабетес, каде што се појавиле црни флеки по телото, сега тие исчезнуваат. Да. Секоја чест на вистина. Се надевам дека многу наскоро повторно ќе споделуваме успеси кои што ги имаш постигнато со промена на животните навики на многу клиенти. Среќни празници посакувам и се гледаме повторно до година во нашето студио. Со задоволство, среќни празници, поздрав до гледачите, се гледаме. Така, ти благодарам. Кога ве слушам, си велам колку е потребен цврсти карактер за сето. Најбитен. Зависно индивидуално, нели, и од човекот. Ако се решиме, па да одиме до крај како што треба. И 4 дена да не јадеме. Да не јадеме и да ве послушаме. Да. Ако ништо друго, на телефонска линија со вас да мотивирате, така ли? Така е, затоа Предпоставувам дека така функционирате. Дефинитивно. Со оние кои И лични започнале средби, процес. Точно. Така. Лични средби, телефонски, секако, тука сме. Ви благодарам, многу ви совите слушнавме ова утро од вас.